понекогаш вака поработувам, дали чистачка, дали негде джамче че избришам, било каде. Не, никогаш не сум рекла. Мама, тия збор, ете така. Кога ќе речам мама, немам никаква чувство немам за таа, ни за мама, ни за тато. Јас сум си сама сенките густи. До оваа приказна стигнавме како вообичаено. Со пријава која пристигна во нашата пошта. Неколку фотографии, насмеан лик и заклучок. Животот ме гази. Јас сум Загорка од Кавадарци. Имам 24 години. Имам керка, 3 години. Од мала сум сама, од 3 месеци мајка ме татко ме оставиле. Мојата баба, дедо и вековците ми изгледаре. Не, проблеми немам, ама некој сум имала така потешкоти затоа што другарчините околу мене се зборуват, леле, мама ваму че оде на одмор, мама наму че ме носа, јас немам ни мајка ни татко и сепак тешко е така че служнеш, а ти немаш, а они има ти одат. Тоа е, самиот збор е тежок. Тие збор, ете така, кога ќе речам мама, немам никаква чувство немам за таа, ни за мама, ни за тато. Живеев до 3 годинки у Скопје со татко ми, после татко ми замина да работи у војна, нешто така, и јас си дојдов тука, ме донесија баба и дедо. Тука седев и после на некој време слушнав дека починал, го повредиле таму војната и толку. Како секој дете, тешко. Јас тогаш имав 15 години. Сега сум 24. Не избегав, сама си заминав од тука. Решив да се омажам, затоа што мислев дека би било подобро да имам и дружинка околу мене, да не бидам сама, затоа што од бебе сум сама, зашто така да го минам цел живот сама. Се омажив, мислев дека би било подобро, ама сум се лажела сама себе. И не мислам више да грешам ни по втор пат, ни по трети, ни по четврти. Го чекам вистинскиот момент, некогаш. И понекогаш вака поработувам, дали чистачка, дали негде джамче че избришам, било каде. За по-добро утро, ама секогаш назад ме враќа таа. Секогаш со проблеми. Черка ми исто така оде у градинка она и ми доделија социјален стан, ама немав пари за да го плаќам и тие го изгубив. И сега тука живеам, ми помагат моите. Многу убаво. Кога ќе слушнеш некој мамо, убаво е, среќна си, весела, живееш за тоа чедо, се бориш за тоа чедо. Животот сектен ќе те натера. Загорка не се срами од ништо и свесна е за судбината и животот што и носи, а еве што очекува од иднината. Да најдам работа, да пробам да работам, затоа што девојчето расте, полека у школа ќе почне да оде облека, треба еве есен, зимо, ладно, и за мене облека за неа. Че не може дома да седиш, а да те паѓат парите од небото, мора да се трудиш да работиш. Колку толку мора да заработиш, 100 млеко ќе купиш. Можам се да работам, јас не се срамам од работа. Поштена работа, секаде поштено си заработам пари со пот. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатувам, едно дете со... Препознавајќи ја желбата на Загорка да се почувствува убава, да погледне во огледалото на една нова личност и искрената надеж дека ќе ја донесеме нешто убаво, се упативме на кај Кавадарци, одблизу да ја запознаеме. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатувам,
Едно дете сонува во светот на бајките патува. Да поздрави со рака. Јас немам време, знај. Ние ќе се потрудиме за насмевката, а тама таа ќе се потруди очите да се смеат. Тоа да. Комплетна слика. Очињата треба да се насмеат. И неќе ми е мака. После остварината желба за убави и здрави заби, Загорка ќе ја испратиме назад во Кавадарци, но ќе ја чекаме да ни се врати, овој пат да дојде со керкичката. Но пред да си замине, уште еднаш ќе се обидеме да ја измамиме насмевка. Овој пат се надеваме дека и очињата ќе и се смеат. Значи како си помина? Многу убаво. Многу добра беше. Малце преплашена на почеткот, ама после добро. Добро, сега ќе ти испратиме ни на автобуска. Добро. И ќе те чекаме пак да ни дојдеш. Добро. Може? Здраво, Загорка. Јас сум Владко. Јас сум Загорка. Мило ми е, мало внимание од мене и од целата екипа. Повели, ова е за тебе. И плюс од мене има уште еден поклон. Ова е мојот најнов албум. Мислам, уште е нов. Ти посакувам среќа во животот. Голем поздрав и до Мика. Се надам дека ти се допадна подарок. Да. Мило ми е. Загорка, дали имавме добро изненадување? Се надевам. Не, се надевам дека уште повеќе допринесовме за насмевката твоја. Добро, сега можеме заедно ние да те испратиме со Владко на автобуска, може ли? Да. Ваков испраќај никогаш си немала, нели? Ајде малце ќе Одиме. прошетаме натаму. Владко, ти благодарам прво што се согласи да дојдеш и да ја изненадиш нашата Загорка, затоа што сега барем еден ден и она е вид. Нема на што во секое време, ова е најмалку што може да направам во секој случај. Баш ми е мило и вие што ме повикавте, тука сум во секое време. Фала ти, Загорка. Ни малце збуната, а дали можеш да ми кажеш ти кога си бил најзбунат во животот на некој настап или нешто? Па, генерално има многу моменти кога сум збунет. Има секакви настапи, секакви евенти. Така да, генерално се позитивни моменти. Во секој случај баш ми е мило што моето присуство придонесува насмевка кај луѓето и тоа е тоа. Така, па за тоа се создадени музиката е причина за да се радуваме и да се смееме. Ти нема да престанеш да се смееш, нели? Затоа што сега имаме и нови зави, ако порано ги криеше, сега нема потреба. Што е доброто во тоа да си VIP? Па не знам, ја не се чувствувам така како VIP, но добро, има некои привилегии кај луѓето, така да супер е. Секогаш е добро да... Ти даваат предност на каса кога ќе те видат. Па не знам, Па да. во банка. Да, зависи банка, во пошта, не знам, плаќање на сметки, генерално такви работи, но гледам да бидам според редот, да не одам пред секој. Добро, што е ново што ни спремаш? Концертот значи беше лудница, може ли уште еден тако? Па имаше многу концерти низ Македонија. Тој е главниот што ни беше, да. Да, главниот концерт беше на 23 март во Скопје, тука во Борис Трајковски, после тоа беше концертот во поголем концерт во Охрид на Белјанин извори на стадион. Но имаше големи концерти секаде низ Македонија, ќе има се уште до крај на годината, во текот и на следната година до крај на година имам премногу концерти како во Македонија, така и низ Европа, Америка, Канада, Австралија. Така да ќе биде интересно. Да, така да ќе биде интересно, ќе има за ова. Мене ме интересира ти кога си бил мал, кога си сакал да запознаш? Си имал ли некој таков ете? Па не знам. Или не знам некој омилен глумец кој ти бил? Па глумци, да, обично најмногу биле музичарите кои што сакал да ги запознам, па не знам, генерално сите кои што биле тој период. Јас инаку потекнам од Кичево, каде што за мене дури и македонските изведувачи биле онака недостапни. Музичари, не знам, фудбалери, актери, така да било. Фудбалери. Дарко Панчев го знаеш? Не. Да, и Дарко Панчев, нормално и целата генерација кој што ја представувала Македонија, па и Вардар и Црвена звезда од тоа време. Така да имало многу VIP личности во тој период кога сум бил како дете.
да испратиме Загорка, ќе го памтиш ова испраќање на автобуската, да знаеш. Ето така, мислам, не ти е роден ден, ама рачунај дека Лозано ти честитал роден ден, добра? Може така? Загорка ја испративме со позитивна енергија, добра музика и малку трема. Што од Владко, што од неизвестноста. Сепак, доволно мотивирана до следната средба. А се покажа дека и докторките се фанови на Лозано, па и кај нив измамивме насмевки. Со насмевка, та горчина што ме убива, можеш да ја замениш со насмевка, насмевка. А сега, време е да се зафатиме со работа и барање решение околу најголемите проблеми кои ја мачат Загорка. Прво објавивме апел на Facebook, а потоа се обративме во невладината организација Една може, за да дознаеме какви законски решенија исследуваат на една самохрана мајка. Оттаму добивме вакви информации. Прво и клучно проблематично е тоа што не постои регистар на самохрани родители, а ниту на еднородителски семејства. За да докажат самохрано мајчинство, самохраните мајки треба да приложат доказ, според контекстот од кој потекнува самохраноста. Посебни додатоци, посебни мерки и наменски креирани политики за самохрани родители и еднородителски семејства нема во нашата земја. Мерки кои може да ги користат самохраните мајки се дел од мерките за социјална и детска заштита. Мерките од детската заштита кои им се достапни на самохраните мајки се детски додаток, за кој може да аплицираат исклучиво оние мајки кои имаат севкупни месечни примања до 16.000 денари, за мајка со едно дете, и мерката за училишен додаток, за кој исто така може да аплицираат мајките кои имаат севкупни месечни примања до 16.000 денари и со школска возраст. Во однос на двете мерки, мајките се должни да поднесат повеќе документи во локалните центри за социјална заштита, во канцелариите за детска заштита. Една може е граѓанска, непартиска, непрофитна, нерелигиска организација која се залога за почитување на човековите права, преку напредување на правата на жени и девојки, посебно на жени и девојки од маргинализираните категории, со фокус на правата на самохраните мајки. Информациите кои ги добивме се и како корисни за да Загорка ги спознае своите права за заштита и поддршка како самохран родител. Информации кои долгорочно сигурно ќе ги користат. А што се однесува до нашиот апел, бројката на споделување е навистина огромна. Добиените понуди бројни и се надеваме набрзо ќе имаме конечна одлука. А сега е време да ги пречекаме во Скопје, сместиме и изненадиме и Загорка и незината ќерка. Прво Загорка ја однесовме да ужива во плежар. За малата Мика подготвивме изненадувања еден куп. А имаме и причина. На Мика и е роден ден токму денес и полни 3 годинки. А што е најдобро за роден ден? Па омилениот лик од цртаниот филм. Лиле, шо имаш ти овдека? Шо е ова? Шо е тоа, сонце? Чекай да видам. Шо е тоа? Маша? Маша е тоа? Зараче? Или да те носам? Да те носам или зараче кидем? Дојди да видиш кој те чека долго, дојди. Имам едно изненадување. Sound the alarm. Сакам светот да е безналичен цвет, ширен лет. Сакам да Се
Сега ги ни даде, видиш што ќе ни даде Маша. А? Чекай да ја направиме. Опа, да бидеш принцеза. Ете, а? И? Вистинска принцеза. А? И колко си ти најубава? И? Да се јавиме на мама да ја покажеме дека дошла наша? Може? Чека да ја покажеме на мама, види? Види мама, со кого сме? Мама, ето масата. Дали ни убава Маша, мама? Изненадување имаме. Види ли ја? Што прави Маша? Да? Сакаш да ја пушташ Маша? Добро. Се плаши. Не? Не го смеем. Имам нешто, мама? Да ја поздравиш? На Маша и главно. Значи сакаме да ти кажеме дека ни е убаво, дека се дружиме со Маша и така, ти таму уживај уште малце, па ќе дојдеме по теб. Може? Чао, чао, Маша. И пољупче дај, ајде. Бакнеш. Чао, Маша. И додека мама максимално ужива во релаксирањето и разубавувањето, Мика ќе ужива во цртањето. Многу си убава? Јас сум смачкана. Измачкана си? А колку е измачкана, Мика ја покажа и на Жан, пријателката на Загорка која заедно со нив допатува од Кавадарци. Жан е од Франција и е член на младинска организација. За поддршка на младите, па заедно со Загорка допатува од Кавадарци да ја биде поддршка. Време е да се поздравиме со Весна од игротеката Тиквичка и да видиме што се е направено со мама. Денешниот ден го посветуваме на нашата клиентка Загорка, која го посети нашиот салон. Првенствено ја причекавме со тоа што и направивме еден прекрасен убав педикир, маникир, направивме пилинг на кожата, електричен пилинг со Skin Master или електрична шпатула. Направивме една убава масажичка, ставивме прекрасна маска и најголемиот проблем во случајот кај Загорка беше со вегите. Ние го решивме на многу лесен начин со тоа што направивме биотату. Тоа е природен начин на исцртување, на исцртување на вегите и незиниот изглед е сега сосема поинако. Сега останува да прашаме што ќе правиме со косата. Со плава боја, со тоа што е оштетена, и тоа премногу оштетена. Ќе направиме една фризура младолачка, со тоа што ќе го затемнеме коренот и надоле да дојде потемна, со неколку пременчиња светли, со тоа што она ќе се одржува сама и полесна ќе биде за одржавање. Промените на оваа боја на коса и на вакво влакно ќе ги извадиме со фиберплекс. А косата ќе ја офарбаме со фарба без амоњак, со тоа што ќе го заштитиме влакното и потоа она само може да се ја одржува бојата дома, во домашни услови.
Јас одам да ги земам работите кои ни се неопходни за да ја средиме мама. Облеката која ја одбравме со стилистката Бурсаќ и почекавме да донеса соодветно бројче, треба да ја зема. И додека да ми спакуваат што да земам, го прашав снимателот, ако тој би бирал, што би му се допаднало? Да. Ова? Избраните парчиња ќе ни ги објасни Викторија Бурсаќ, која не чека во хотелот да се вратиме со Загорка. Што се однесува до инспирацијата за како да ја обличаме Загорка, интересно стана, заради тоа што тргнавме по едно, испадна две, а сега комбинираме некоја трета варијанта, така да се уште не сме сигурни што на крај ќе биде, ќе оставиме на крај да видат гледачите. По она што се водев, најважно ми беше незината возраст, она е млада девојка, има 24 години и сакав да изгледа современо, сакав да изгледа малку да се одвојува од толпата, да биде нешто специфично, значи да не биде секојдневно и сакавме заедно со Снежа да биде некоја баш вау комбинација. Значи не да биде нешто што она можеби секој ден би го носела било каде, туку нешто да кажеме поелегантно, пофино, поотмено. Така да останува на крај да видиме дали ќе ви се допадне нашата одлука. А ние сме на шминкање. Јас нестрпливо гледам во телефонот, не за друго, да не ни избега другото изненадување што го подготвивме. Денес во студио Вајанова имавме Загорка. Заедно со неја одбравме да одиме малку со поземјани тонови, односно есенски тонови, како што е времето, и си поминавме многу убаво, се забавувавме, се разбавувавме исто така и можете да го погледнете заедно нашето дело. Првенствено, кога отидовме со Снежа по гардероба за Загорка, видов едно бело фустанче, кое што навистина ми се допадна, заради тоа што малку визуелно ќе додаде некој килограм за Загорка и делува доста чисто, доста младешки. Одбравме едни патики кои што можеби ќе ги комбинираме, кои што се бели и имаат малку повисока пута. Одбравме чевли кои што се со анимален принт, имаме баретки во две бои, имаме ранче, имаме чанти во две бои, различен накид, така да едната варијанта е малку по-кежуал и јас сум искрено за таа. Меѓутоа Снеже се бори секогаш да биде нешто поелегантно, пофино, поотмено и на крајот, драги мои, ќе видиме кој ќе победи. Ете така. И сега е време за новата Загорка. Најди ми некапната солза, дари ми несонуван сон, кажи ми еден убав збор, запеј ми незапеан пој, кажи ми
ubav zbor. Zapej mi nezapejan por. Mama li je to? Sakri me v nekoj skriven grad. Vrati milu do mlade snagi. Takni me kako za prv put. Vrati milu do mlade snagi. Takni me kako za prv put. Mnogo dni prebrodih menije, kako čuj na nebi. Majka, da li je ovo mama? Mama je to? Da? Ubava je mama? Da. Koliko je ubava? Da? Kako? Drugo što ima da si? Ima kako? I glava ta gore. И како си сега задоволна да прашам? Многу. Многу? Нова? Многу сум среќна, да. Многу си среќна, тоа го гледаме од твојата насмевка. Дали е успешна трансформацијата? I will ask you. What do you think about Zagorka now? She's a new girl, yeah? Yes, she's a new girl. If I met her in the street, I will not recognize her. I will just pass and say, who is this girl? She's so beautiful now. Everybody will look at on her in Kavadasi and everywhere, for sure. Yeah, super compliment. Yeah. Thank you. Wow, so nice, you're so beautiful. Јас ти посакувам да се смееш постојано вака, окей? Се надевам дека убаво си помина овие неколку денови со нас. Да. Ние приредивме неколку изненадувања, имам и неколку подароци за од нашите пријатели, така да сега ќе ви ги дадам. Многу дни пребродивме ние, како Види што имам за тебе тука, да, ова е за тебе, повели, чекај, и тоа го сакаш, и све сакаш. Ова за мама, повели ова за тебе големото, ова е за тебе малото, добро. Мама, овие се за имунитет, да знаеш, да си ги пиеш и малце да не се подзебелиш, може? Да, ова е за тебе исто, вака, повели. А за тебе, види, дојди ваму да видиш што има. Види што имам за тебе. Дај ми ги тие работите. Држи мама ова. Чекај, држи мама, држи ги ова мама да го држи. Не мама ќе го даде, не може. Бебето да го гушнеме, може? И тоа ќе си го носиш. Дома сме, дома ќе си носиме, еве и сите овие работи. И си you can help her. Да, дојди ваму. Дојди ваму сега. Сега, значи тука некаде ние би требало да завршиме. Јас ќе кажам дека ние немаме магични стапчиња. Не можеме да направиме чуда, меѓутоа можеме да правиме мали нешта и тоа со големи срца. Сега вака, Загорка, на кого му е роден ден? На Малике. На Малике е роден ден и ќе помни колку годинки? Добро. Ние подготвивме нешто за неа. Дали сме подготвени да го видиме изненадувањето? Да? Да. Тогаш со сите работи, одиме да го видиме изненадувањето. We have another surprise for them. Ајде! За прв пат. Многу дни пребродивме ние, како чуд на немирно море. Насмеј се на ветров што ти
Инаку целата сладка маса и ова изненадување е донација од една Марија со големо срце, која ни пише на нашиот Facebook профил со желба да израдува некое детенце. Марија, ти благодариме. This is the biggest happiness, I think. Yes, Yeah? yes. She's like dreaming and living tonight. She will not sleep. Happy birthday to you. Happy birthday to Mika. Happy birthday to you. Последувањето свекички, време е за отварање на подароците. Овде ќе им се заблагодариме и на сите хумани луѓе, кои донира облека и храна за Загорка. Do mlade snagi, ah mine, kako za prv put. Mnogo dni prebrodi v meni je, kako čud na nemirno more, nasmej se na vetro što bije, ljubi me i glava ta gore, nasmej se na vetro što bije, ljubi me i glava ta gore. I'm really, really happy for her to see how much she changed. She's really beautiful and like she looks like a working girl and like a woman who like live in Paris or in New York. And I'm really like changement and all the gift for Mika. So I call her Mika, and I can look at in her face that she's really happy because she's like. She has like stars in her eyes and she's smiling. I really like it, all the things you did for her. I'm really happy for her and I wish her the best to find a job and all the happiness. Јас сум Загорка од Кавадарци. Здраво, јас сум Загорка и сум од Кавадарци, имам 24 години. Имам керка, 3 години. Од мала сум сама, од 3 месеци мајка ме татко ме оставиле, моите баба, дедо и виковците ми изгледаре. И бев дел од мисијата Бит на еден ден и сум премногу среќна и премногу убаво се поминав. Исто така сум уште посреќна кога и черка ми е среќна.